Пандемијата од коронавирусот предизвика страшни последици кај повеќе сектори. Некои објекти ставија клуч на врата, останати го намалија бројот на вработени, трети врзуваат крај со крај за основно преживување. Многу лица останаа без работа во овие тешки периоди. Приватните училишта за странски јазици исто така се едни од најпогодените од коронавирусот, затоа што тие престанаа со работа во екот на пандемијата, поточно на 11 март. Приватните училишта се многу погодени од состојбата со корона кризата, може би многу повеќе од другите субјекти во државата, бидејќи единствените приходи кои што ние како приватно училиште ги добиваме се на основа на организирање и реализирање настава. Започнавме одново со работа во октомври со драстично намален број на ученици, доколку претходно беа 8 до 10 ученици во група, сега се 3 до максимум 6-7 ученици. Работиме со 1/3, можеби и помалку од постоечките членови. Тоа секако се одразува и на економскиот приход. Да не зборуваме за цената која што со години е останата иста, додека сите други приватни сектори ги покачија нивните цени, училиштата за странски јазици работат со истата цена со години. Но и покрај сите проблеми, тие повторно се прилагодија на ситуацијата и ги отворија вратите за заинтересираните. Приватните училишта за странски јазици нудат можност за изучување на нов јазик, напредни курсови, конверзација, како и подготовка за научилиште и тестови. Покрај ова часови може да посетуваат лица од сите возрасти.